Почнуваме ново издание на регионалните вести. 79 годишен пешак почина во сообраќајна несреќа во Гостивар. Во вчерашната сообраќајка во Тетово пак повреден е 41 годишен возач од Теарце. Почина пешак во сообраќајка во Гостивар. Во несреќата која се случила утрово околу 6 часот на улицата Беличица, учествувале патничко возило Сеат Ибица управувано од 29 годишен жител на село Беловиште и 79 годишниот пешак од Гостивар. Од удирањето, пешакот задобил тешки телесни повреди од животно загрозувачка природа и карактер и со возило на брза помош бил пренесен во Гостиварската болница. По укажаната лекарска помош таму, а заради сериозноста на задобиените повреди, итно е упатен на скопските клиники. Меѓутоа, на пат за Скопје, за жал, им подлегнал на задобиените повреди. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид на местото на несреќата, а возачот и возилото обезбедени се за вештачење. По наредба на јавниот обвинител, врз безживотното тело на пешакот ќе биде извршена обдукција. Се превземаат мерки и активности за целосно расветлување на сите поединости поврзани со причините за несреќата и се друго. Сообраќајна незгода се случила вчера и во Тетово, на улица Иво Лола Рибар со учество на 3 возила. Volkswagen управувано од 58 годишникот непроштено, Сеат Ибица што го управувал 41 годишен жител на Теарце и паркиран Citroen C3 собственост на 44 годишна тетовка. Во несреќата возачот од Теарце се здобил со телесни повреди, пренесен е во Тетовската клиничка болница и задржан е за натамошно лекување. Извршени увити се расветлуваат причините и другите околности во кои се случила несреќата. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Со фалсификувана банкнота од 500 денари пазарило непознато лице во продавница во Стримница. Непознато лице пазарило со фалсификувани пари во Стримница. 26 годишен жител на Стримница вчера пријавил дека непознато лице влегло во неговата продавница, купило одредени производи и платило со банкнота од 500 денари, а тој му вратил 410 денари, пошто со возило заминало кон Желино. Но набрзо продавачот утврдил дека банкнотата е фалсификувана и го пријавил случајот во полициското оделение Групчин. Нов случај тврдина за неовластено следење на комуникациите отвори денеска специјалното јавно обвинителство. Осомничени се двајца началници од одделот за контраразузнавање и безбедност, кои во првата половина во 2015 година со злоупотреба на службената положба ги уништиле средствата за следење на комуникациите со што нанеле штета на буџетот на Република Македонија од 10 милиони евра. Сета опрема на 28.3.2015 е уништена. Системите за следење на комуникациите се товарени во возила на МВР и се однесени на отпад на Старо железо. Ставени биле во преса и пресувани, рече обвинителката Ленче Ристовска денеска на пресконференција. Прво осомниченото лице со цел да прикрие други лица кои што неовластено ги користеле системите за следење на комуникациите, издал устна наредба до раководните лица на другите организациони единици кои што стоят се во состав на одделот за оперативна техника, тоа се организациони единици, со цел да се прикаже дека постои наводна потреба од ништење на средства и опрема и пред се од потреба за ништење на системите за следење на комуникациите. Откако од страна на лицата кои што се раководители на организационите единици, на прво осомничениот му биле дадени известувањата што ги побарал, прво осомничениот на 11.3.2015 година до второ осомничениот, кој што е началник во одделот на координација на УБК, доставил предлог да се формира комисија за
попис, расходување, ништење и бришење од евиденција и од листата на задолжување заради техничка застареност и нефункционалност на системите. При тоа, првоосомничениот предложил и членови на комисијата и ваквиот предлог го направил спротивно на член 8 став 6 од упатството за вршење на попис при МВР и предложил членови на комисијата за попис и ништење да бидат лицата кои што се задолжени токму со опремата и со средствата кои што се предмет на ништење. Врз основа на ваквото известување доставено од страна на првоосомничениот, второосомничениот, на ден 16.3.2015 година изготвил предлог кој што е доставен до секторот за правни работи и управување со човечки ресурси во рамки на Министерството за внатрешни работи, кој што е надлежен сектор да донесе решение нормално за формирање на таква комисија, со кој што повторно предлага да биде формирана ваква комисија. Второосомничениот во својот допис исто така не го испочитувал член 8 став 6 и ги предложил истите членови кои што согласно упатството не може да бидат членови на комисија за попис, како прво, а воедно не дал ниту опис точно што ќе биде задача на комисијата и исто така што е особено значајно, не потенцирал за каков вид на системи и опрема се бара да се утврди технолошка застареност. Сето ова е направено со намера да секторот за правни работи и управување со човечки ресурси не дознае дека предмет за ништење се токму системите за следење на комуникации. Би појаснила тука дека станува збор за два системи за следење на комуникации. Едниот систем е оној кој што бил претходно во употреба и кој што е исклучен во употреба некаде 2008-2009 година, а вториот систем бил во употреба се до моментот додека не е спроведено ништењето. Што се случува потоа? Откако секторот за правни работи и човечки ресурси го прима овој допис од 16.3.2015 и ги констатира недостатоците во дописот, му испраќа известување на второосомничениот од датум 17.3.2015 со кое што го известува за овие недостатоци кои што ги споменав, дека е потребно да се изврши прецизирање и дополнување на ваквиот допис. Овој допис мора да потенцираме дека стои во приемната евиденција, односно во приемната книга на Управата за безбедност и контраразузнавање. За делата на првите четворица осомничени минималната запретена казна е 5, а максималната 20 години затвор. Пролетниот замор е синдром со кој се соочува речиси секој втор човек. Според лекарите, најголемо влијание за оваа состојба имаат наглите промени на времето, на кои организмот на човекот тешко се адаптира. Со проблемот на пролетен замор се соочува речиси секој втор човек. Оваа состојба се препознава по симптомите како брзо заморување, недостиг од концентрација и необјаснива потреба за спиење во текот на целиот ден. И покрај добар одмор и квалитетен сон, луѓето се чувствуваат дека не се во форма и дека им е намалена работната способност. Најголемо влијание за оваа состојба имаат наглите промени на времето, на кои организмот на човекот тешко се адаптира, велат лекарите. Пролетниот замор почнува да напаѓа кон крајот на зимата, а може да потрае до мај. Во текот на пролетните месеци особено се чувствителни метеоропатите, кај кои се засилуваат главоболките и мигрените, дигестивните проблеми и проблемите со чир на желудникот. Чести се случаите на нерасположение и депресија, нервни проблеми и проблеми со концентрацијата. Што се однесува до самата пролет, нели самата пролет знае да носи и некои здравствени проблеми кои се појавуваат токму поради пролета, значи тоа е еден пролетен замор, што се вика, пролетна умора, и да луѓето не се чувствуваат баш благосостојбата да им е променета на луѓето, значи се чувствуваат уморни, се чувствуваат малаксани, се губи една, што да речеме, волја, општа волја за живот и евидентно е дека и расте и бројот на оние пациенти кои паѓаат и во депресија, значи растат и пациенти, депресивните пациенти, поготово во период на пролетта. Тоа е вообичаено, ни се случува секоја заради променливото време, значи излегуваме од зима, одма во пролет и тоа се вообичаени промени, некои кои се појавуваат кај еден број на пациенти, како би се заштитили или што би направиле одбранбено, значи консумирањето на витамини, консумирањето на здрава исхрана и прошетките да не седат затворени во затворени простори, да си прошетат тие пациенти што повеќе здрава исхрана, консумирање на течности, консумирање на вода
и така да некој одбрамбен механизам заради самата пролетна умора и самото доодење некој не ни падне долу и до депресија, да речем. За пролетната исцрпеност е виновна и едноличната зимска исхрана која изобилува со масноти и протеини од животинско потекло, сол и шеќер, а недостасуваат важните витамини и минерали што му се потребни на телото. Посебен проблем е недостигот од витамин С кој доведува до послаба искористеност на кислородот во организмот и до опаѓање на имунолошкиот систем. Организмот на овој начин не поподложен на настинки и болести. Затоа, за да се ублажи пролетниот замор, треба да се зема постојано витамин С. Во периодот на пролетта важно е исхраната да се измени и да се внесува што е можно повеќе овошје и зеленчук, како и мешункасти растенија, за да може организмот да ги добие потребните минерали, витамини и олигоелементи. Зелената салата, ардовките и младиот кромит и лук се првите пролетни зеленчуци кои освен витамини содржат и минерали и важни биоактивни супстанции кои го зајакнуваат имунитетот. Во меѓувреме, додека новиот зеленчук стаса на трпезата, секогаш ручекот може да се збогати со карфиол, зелка, морков и лук. Може да се користат и витамински додатоци и минерали, иако лекарите ги препорачуваат пред се природните извори на минерали и витамини. Важна е и телесната активност, многу сонци и рекреација, како и доволно сон. За совладување на пролетниот замор е важен и појадокот и секако пиењето многу вода, барем литар и половина дневно. Таа го поттикнува варењето и дава чувство на леснотија и телесна сила на организмот, со што автоматски се намалува чувството на замор и исцрпеност. Во рамки на проектот Градиме мостови во основното училиште Единство во Гостивар се одржа заедничка манифестација на учениците со нивните другари од основното училиште Ванчо Парке од Штип. Гостиварското основно училиште Единство ги пречека гостите од училиштето Ванчо Парке од Штип, со кои организираа заедничка манифестација. Настанот се реализира во рамки на проектот Градиме мостови, кој има за цел учениците од различни градови во Македонија да се сближат, да ги запознаат културните вредности и традиции и да другаруваат. Гостиварските и штипските основци денес подготвија заеднички концерт, изложба на слики, а домакините на своите нови другари им ги представија карактеристиките и обележјата на Гостивар. Во нашава држава изобилува со различни јазици, култури и традиции и овој проект ни овозможува за ние заеднички ова се да го потопиме и да се дружиме заедно. Што значи дека овој мост нека биде мост на соработка долгорочна меѓу двата града и двете училишта. Поточно, денес реализираме два активности, што значи музички точки во различни јазици и информатор во кој ќе се презентира културното и историското наследство на градот Гостивар. Уште еднаш нека да им посакаме добре дојде на нашите гости и долгорочна соработка. Огромна чест и задоволство што денес сме гости во основното училиште Единство Башкимија од Гостивар. Тие веќе беа гости во нашиот град и во нашето училиште. Ова е втора наша заедничка средба и ни остануваат уште да реализираме заеднички уште две средби. Огромно задоволство и од страна на учениците и од страна на нас како наставници и директори да продолжиме со една ваква одлична соработка, како што кажа директорот, и да ги зацврстиме овие веќе мостови кои што ги поставивме. Проектот Градиме мостови се спроведува преку Министерството за образование, а е поддржан од мисијата на ОПСЕ во Скопје. Со работилница и концерт, основното музичко училиште Инвер Стефаи од Гостивар денес го одбележа патрониот празник. Основното музичко училиште Енвер Стефаи од Гостивар го прослави патрониот празник со повеќе активности. Во просториите на училиштето се одржа работилница на која учествуваа и ученици и професори од музичкото училиште во Кавадарци. Одбележувањето продолжи со концерт во Центарот за култура Асном. Сме во Центарот за култура, каде што имаме
спремено концерт, свечен концерт по повод тој денот на патрониот празник. Воедно и имаме и гости од градот Кавадарци, музичкото училиште од градот Кавадарци, Лазо Мице Фрале, кој не почестија по повод проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Во предпладневните часови имавме работилници во училиштето и го привршуваме патрониот празник со свечаниот концерт во Центарот за култура. Во знак на благодарност за добрата соработка беа доделени благодарници на гостиварската локална самоуправа, на Кавадаречкото училиште и на неколку други поддржувачи и пријатели на музичкото школа. Во основното музичко училиште во Гостивар годинава се запишани околу 160 деца од македонска, албанска и турска националност кои изучуваат солфеж и инструмент. По повод денот на шегата во петок трговскиот центар Палма Мол организира голема априлијада. На манифестацијата ќе учествуваат звездичките од детските фестивали, балерини, кловни маскоти, а за најкреативните маски ќе следат многу подароци и изненадувања. Трговскиот центар Палма Мол по повод денот на шегата во петок организира голема априлијада. На манифестацијата ќе учествуваат звездичките од детските фестивали Јаболчиња и Блетезат, балерини од балетско студио, кловни маскоти од омилените цртани филмови. Исто така ќе бидат организирани и креативни работилници. За најкреативните маски ќе следат многу подароци и изненадувања, гратис ваучери за оброци, влезници за кино и игротека. Големата априлијада во трговскиот центар Палма Мол ќе се случува од 16 до 20 часот во петок, а ќе има и многу промоции и попусти во целиот трговски центар. Информација од спортот. Од меѓународен турнир во Србија, каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово се вратија со освоени 4 први места, 4 втори места и 6 трети места. На турнирот Власотинце Опен 2016 година се надпреваруваа 487 каратисти од 4 држави. Со 4 златни, исто толку сребрени и 6 бронзени медали се вратија каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово од меѓународен турнир во Србија. Турнирот се одржуваше викендов што измина во Власотинце. Карате клубот Љуботен се врати со 14 обележја на меѓународниот карате турнир Власотинце Опен. Учествуваат балканските држави, карате клубот Љуботен зеде учество. Јас се гордеем со моите деца, еднината на каратето е во нив. Мислим од овие сега што освоија медали ќе бидат за 2-3 години помлади репрезентативци на Македонија и ние во најдобро руно се покажавме тамо, ги припремавме децата, пошто се работи за млада популација од 4,5 години најсторот од 14. Значи мукутрпна работа, дур стекна ја и им честитам на сите. Сега карате клуб Љуботен настапува одма викендов во сабота, идеме во Скопје, исто меѓународно првенство, кај што ќе има едно 700 каратисти, ќе ги смогнемо силите да излеземе на Мегден, да представиме градот Тетово, нашата држава Македонија, им честитам и се негово. Каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово на турнирот Власотинце Опен 2016 година се надпреваруваа во конкуренција на 487 каратисти од 39 клубови од Србија, Македонија, Црна Гора и Бугарија. Се вика Матио Тојч, година имам 5, а медаја е бронзена и сребрена. Јас сум Исак Чековиќ, тренирам 2 месеци, освоив златни и сребри. Бојан Димитриевски, имам 5,5 години, 2 бронзени медали и 6 месеци тренирам. Јас сум Теодор Христоски, имам 5,5 години, 2 сребрени добив и вежбам 2 години. Јас сум Максим Божиновски, освоив
2 бронзени, имам 7 години, вежбам 2 години. Михаил Павловски, имам 6 години, на надпреварот освоив 1 бронзена медалја и 1 златна. Јас сум Дамјан Димитриевски, освоив златна и бронзена, имам 8 години. Јас се викам Мила Григоровска, имам 7 години. Учам во основното училиште Братство Мириџени, прво 5 и на турнирот освоив во Србија освоив 2 медали, една во ката тим освоив бронзе, во ката поединечно освоив златна. Јас сум Един Чековиќ, имам 7 години и добив 1 златна и 1 бронзена. Јас сум Ахмет Шакири, имам 8 години. Бев во карате турнир Србија и ја добив 2 медали. Добив у ката тим бронзена медала, а во ката поединачно добив сребрена. Јас се викам Лука Бојовски, имам 11 години. На меѓународниот турнир што се одржуваше во Власотнице во Србија, освоив 2 медали. 1 златна медала во борба тим и 1 сребрена медаля во ката тим. Јас со карате се занимавам 4 години. Освојувањето на 14 медали на меѓународен турнир е трет спортски успех месецов за каратистите на карате клубот Љуботено Тетово. Овој тетовски карате клуб на средината на месецов настапуваше на меѓународен карате турнир Фунакоши Гичин Опен во Скопје, на кој се избори за 6 медали. Пред само една недела средношколците членови на клубот учествуваа на државното првенство на училишен спорт во карате во Прилеп. Посредникот на Обединетите нации во спорот меѓу Атина и Скопје за името на Македонија Метју Нимиц смета дека по изборите во јуни повторно ќе се создадат услови за решавање на тој проблем. Тој во интервју на телевизијата Sky, што го пренесува Катимерини, наведува дека миграцијската криза го прави уште позначаен моментот за решавање на проблемот, дополнувајќи дека доколку тој беше решен, досега двете земји ќе беа партнери во ЕУ и НАТО, а бегалскиот проблем ќе беше надминат поефикасно. На прашањето кога ќе седне на преговарачка маса со двете страни, Нимиц истакна дека во моментов во Македонија има привремена влада со мандат да организира избори на почетокот на јуни и изрази убедување дека ќе биде организиран неоспорен и фер избирачки процес, пошто ќе биде формирана нова влада. Стейт департментот и Пентагон им наредија на семејствата на американските дипломати и на војниот персонал да заминат од Јужна Турција поради зголемени терористички закани. Се прецизира дека тоа особено важи за градовите Адана, Инџирлик, Измир и Мугла. Пентагон појасни дека станува збор за мерка на предпазливост со цел да се зачува безбедноста на американските семејства во тој регион. Претходно Вашингтон издаде предупредување за патување на американски граѓани во Турција. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган во Вашингтон ќе се сретне со американскиот потпредседател Џо Бајден, но се уште е неизвестно дали ќе има директна средба и со председателот Барак Обама. Судот во Кипар денеска му одреди 8-дневен притвор на египќанецот кој вчера го киднапираше авионот Egypt Air и го пренасочи на Кипар со закана дека ќе го разнесе со експлозивен појас. Осомничениот кој властите го идентификувале како Сейф Един Мустафа е обвинет за киднапирање, нелегално поседување на експлозив и закана со насилство. Вчерашната 6-часовна драматична киднаперска криза се заврши мирно, кога киднаперот ги ослободи сите 72 патници и членови на екипажот. 7 лица, меѓу кои и поранешниот канадски министер за транспорт Жан Лапиер загинаа во авионска несреќа што се случи на еден остров покрај источниот брег на провинцијата Квебек во Канада. Мал двомоторен приватен авион се урна при приближувањето кон аеродромот на Ил де ла Мадлен во мошне тешки временски услови. Во моментите додека авионот се подготвувал да слета во реонот на островот и околу аеродромот дувал силен ветер и врнел снег. Покрај поранешниот министер загинале и членови на неговото семејство. Авионот полетал кон островот од Монтреал. Менаџерот на кампањата на Доналд Трамп, Корей Левандовски, бил приведен под обвинение за напад, зашто наводно зграбчил за рака новинарка, настојувајќи ја да ја оддалечи од Трамп. Настанот се случил на пресконференција на милиардерот кој е кандидат за републиканска номинација на председателските избори во САД во голф клуб во Палм Бич, Флорида.
Левандовски наводно толку силно ја притиснал раката на новинарката Мишел Филдс, што ја оставил модринки. По сослушувањето тој бил пуштен, но ќе се појави да сведочи на рочиште закажано за 4 мај. Трамп застана зад шефот на својата кампања, на што новинарката Филдс преку Твитер реагираше обвинувајќи го милиардерот дека лаже. Денес имавме сончево време. Утринските температури се движеа од 1 до 6 степени, а дневните од 14 до 19 степени. Утре не очекува сончево и потопло време. Утринските температури ќе се движат од 3 до 8, а дневните од 14 до 21 степен. Дојдовме и до крајот на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Пријатно.